Минималецот од 18.000 денари ќе предизвика револти и нови незадоволства, овој пат помеѓу вработените во администрацијата, сметаат од Конфедерацијата на слободни синдикати. Ако само се зголеми минималната плата на 18.000 денари, а според законот не се усогласат со неа и другите плати, ќе дојде до хаос во јавниот сектор. Поради непочитување на законот за усогласување на платите, револтот кај административците дополнително е зголемен, поради тоа што различни занимања и дејности со различна сложеност на работа ќе имаат исти плати, велат од Конфедерацијата давајќи конкретен пример. Невисоката плата на еден државен административен работник со средно образование, основната плата е 16.400 денари. Еден помлад полицаец има основна плата од 15.000 денари. Една негователка во градинка има околу 18.000 денари или сестра во примерно или секундарно здравство се движи од 18 до 19.000 денари основна плата. Затоа укажуваме на хаосот што ќе се случи, а тоа е дека околу 200.000 вработени во јавниот сектор, односно половината се со средно образование, ќе дојдат на плата минималец. Изјави Благоја Ралповски, председател на Конфедерација на слободни синдикати. Од овие причини, според Ралповски, продуктивноста и ефективноста кај јавните службеници дополнително ќе се намалува, а доколку надлежните во период што следи нема да ги исполнат нивните барања за раст на платите, најавуваат генерален штрајк и парализирање на главниот град.